Добар ден, ученици! Денес ќе учиме за природни појави на земјата. Природни појави се: прво, менувањето на годишните времиња. Во секое годишно време, природата е различна. Ветерот е исто така природна појава. Ветерот може да се опише како струење на воздухот или тоа е движење на воздухот. Облакот е природна појава. Облакот е видлива маса на кондензирани водени капки, односно водена пареа во атмосферата кој се наоѓа над површината на земјата. Друга природна појава е дождот, грмотевиците и светкањето. Градот е исто така природна појава. Градот настанува со замрзнување на водените капки кои, паѓајќи кон земјата, поминуваат низ студен воздушен бран. Капките замрзнуваат и паѓаат во форма на топчиња. Тие топчиња ние ги викаме град, ледени топчиња. Кога ќе дојде до слепување на повеќе такви ледени топчиња, тогаш градот станува поголем, топчињата се поголеми и нанесува голема штета на се што ќе го зафати. За време на големи горештини, најчесто пропратени со грмотевици, тогаш се јавува градот кој паѓа на земјата во вид на ледени топчиња. Снегот е исто така природна појава. Настанува кога во атмосферата се замрзнува водената пареа. Тогаш настануваат мали кристали. Од движењето на воздухот тие кристали летаат нагоре-надолу, се собираат и се лепат една за друга. Снегулката е само замрзната капка вода, како што и впрочем ја гледате на сликата. Снежинките, снегулките, се најубавите шестораки мајстори на природата. Од сите снегулки не може да се најдат две исти. Природни појави исто така се магла, роса и слана. Маглата е облак што се наоѓа блиску до површината на земјата. Најчесто магла има во есен, затоа што воздухот од ден на ден се побрзо се лади. Роса е природна појава кога водената пареа се кондензира на билките на растенијата во вид на капки, кога тие имаат пониска температура од пареата. Росата може да се појави и на други предмети. Росата е водена пареа која паѓа на земјата како капки дожд. Слана е врнеж во вид на тенки кристали мраз. Овие кристали се формирани од водената пареа во атмосферата кога ќе дојде до нагло опаѓање на температурата на воздухот под 0 степени Целзиусови. Денес научи за природните појави. Ајде сега, излези во природа и истражувај ги. Ти благодарам на вниманието. Довидување!